Добро вечер, почитувани гледачи. Уште една вечерна прошетка низ градот Делчево. Раздвижено, времето се стабилизира. Нема веќе дожд и снегови во изминалите 2 дена, што беше причина повеќе граѓани да излезат на една убава вечерна прошетка. Денеска во Делчево се одбележа 154 години од раѓањето на великанот Гоце Делчев, со низ засвечености, меѓу кои положување цвеќе пред неговиот споменик, на кој присуствува делегација од општина Делчево, од Советот представници, од политички партии и издруженија на граѓани, како и дел од граѓанството. Реферат за животот и делото на Гоце Делчев прочита членови на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, а потоа следуваше положувањето цвеќе од присутните. Настанот потоа продолжи со историски час за животот и значењето на Гоце Делчев во мултифункционалната, би ја нарекле, сала во гимназијата во Делчево, каде своје обраќање има директорката на гимназијата Марина Синадиновски, градоначалникот на Делчево Иван Гоцевски, кој практично најави дека со овој настан се возобновува иницијативата, почнува иницијативата за возобновување на манифестацијата Гоцеви денови, во чии рамки се планирани повеќе локални и меѓународни настани. Преку читање поезија на тема ликот и делото на Гоце Делчев до некои музички настани од областа на уметноста и слично. Главни соговорници на настанот беа тројца професори од гимназијата Методи Митевски Брицел, дел од нив во пензија, а дел се уште предаваат, како например Билјана Петровска беше една од тие, потоа Спиридон Митевски, кој е автор на една книга за Гоце Делчев, поранешен директор на гимназијата воедно, и Митко Антовски, професор по историја. Сите тие на свој начин има своји сегменти во кои беше опфатен животот и делото на великанот. А најмногу акцент беше дадено од страна на Спиридон Митевски, професорот Спиридон Митевски, за престојот на Гоце Делчев во минатото низ во околината на Пијанец. Еднаш, како што кажа, тој го има посетено Делчево, а повеќе пати минувал низ околината на Делчевско, најмногу се задржал во Пекчевско Панчарево, потоа низ селото Лијово. Имал пријател во едно погранично бугарско село и се раскажуваше за врските кои ги имал за обезбедување оружје и насоките кои ги давал на организацијата. Така ние го доживеавме денес тој историски час. И што друго може да кажеме за денешниот ден? Само што се вративме од одржување на оние родителски совети во кои се разговараше за предстојните екскурзии на дел од учениците од 9-летката Свети Климент Охридски. Давање согласности за храната во учениците за продолжен престој, за секојдневно за учениците кои користат исхрана.
Да најавиме, да кажеме дека пред малку објавивме видео прилог за почнувањето со подготовки на фудбалскиот клуб Брегалница од Делчево, кој денес го одржа првиот тренинг на градскиот стадион во Делчево. Може да прочитате на нашата страница, на фан страницата на Facebook, околу засилувањето кое Брегалница го донесе, а и за фудбалерите кои си заминаат клубот. Сега ќе одиме да се подготвиме, односно да одмориме малку. Утре имаме снимање на подкаст, зашто благовремено ќе бидете информирани кој е гостинот. И исто така околу тековните активности во градот и блиските населени места. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Со оваа мисла на великанот Гоце Делчев се одјавуваме од ова вечерно вклучување.